Го обновивме манастирчето од 95-та година. Тоа веќе беше направено манастирчето со сурови дрва, така привремено. И го обновивме и сега ние од црковен одбор одржаваме ова. Направивме после конаци, пат направивме со асфалт, све ред работи. Ова и црквата Свети Ѓорѓија, таа е од 36-та е обновена. А не памтат ни старите кога е било за време римско имало црква тука. И овдека имало манастирче, ама тоа е било срушено. Го обнови Костовска Стојанка како падна болна, го направи со цело село, учествуваше тука. И сега секогаш како традиција ни дојде го славиме Свети Илија на 2 август. Потоа, еве сега па одржаваме, традицијата ја продолжуваме и подалеку натака иде. Колку луѓе се собираат? Овде се собира луѓе за празникот над 1000 луѓе. Живеа овдека моментално 25 семејства во Луковица, преко лето, преко 100-150 доаѓаат и селеници имат многу. Во селово со што се занимаваат луѓе во што живеат? Претежно овдека сточарство се занимавало порано. Имаше некаде околу 3-4 илјади овци, имало пред тоа кози, имало многу. Сега моментално има еден 150 кози 200 и еден има неколку крави и така има други викендаши, повеќе викендаши доаѓаме, планинско село, убаво село е овдека, добро за викенд, за зимовање, али све ние самите сме се труделе и постигнаме до ова цел. Конаци направивме 4 соби има горе и апел до институциите. Имаме 1,5 км доле асфалт да се стави и 1 километар до манастирот сакаме да се туцаник да се настави или коцка нешто бекатон. Кој може, нака повели, која е могуćност. Денеска е Свети Илија, празник за сите православни македонци што се наоѓаат во Македонија и опширно во светот. Сакам сите да ги поздравам и да им го честитам празникот. Секоја година идат се повеќе и повеќе. Сега очекуваме над 800 луѓе да дојдат. Спремно е, кујна спремна, кувари спремни, се е спремно, се чекаат гостите и денот да го поминат како празник. Селото Луковица, да кажеш,
За селото, да кажам, за селото имаме пат, како прво увек патот имаме проблем, секоја година го кажуваме и се некако работа не ни оди напред, стои во место нешто. Ни обеќава да ги довршиш и тие уште 800 метра и тие не ги довршија. Бекатон почнеме да правиме, ни обеќаа ќе го направат од тамо кај што реков, тоа нема пола. И сега чекаме да видиме што ќе биде. Чекаме од општината сега. Овдека сум 45 години редовен за светилија, иначе сум зет Луковски, живеам во Волково и сум редовен за светилија овдека. Исто сум во одборот, правиме се што правиме е добро, да биде добро за сите. Оваа година Бекатон донираме 250 метри квадратни за манастирот, тоа лично со моето семејство, фамилија Трпевски. И ако има и други такви повеќе хумани луѓе да се прави за овој манастир. Тука дојдеме да помогнеме за убаво да е денот 2 август, да направиме манџичка, голем празник на православието. Манџичка за православните имаме и за муслимани со муслиманска вероисповед. Луѓето што се муслиманска вероисповед. Еве гравчето е при крај со мерце. Исто со телешко е и манџичката компир манџа со телешко мерце. 400 души до 500 сигурно. Идат и од страна. Добро дојдени гости од соседните и села и околијата, што се вика од цела Македонија, може да се каже дека и од странство доаѓа. А никој не враќа. Сите се доброволни во Луковица. Така да повелете и за до година, кој не може оваа година, за до година може слободно повелете. Секојаш се надеваме дека ќе бидеме во многу поголем број. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј, зашто Ти си свет Боже наш и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Свјати Боже, свјати крепки, свјати безсмертни, помилуј нас. Свјати Боже, свјати крепки, свјати безсмертни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу, и да биде ова вода гонителка на секаква лукава, ѓаволска непријателска сила и мојк се молиме на Господа. Господи помилуј, зашто си добар и човеколюбец Бог и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси Господи људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, на сопротивнија дарујај во Твојот свет над небесен, духовен и мисловен жртвеник, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Овие безкрвни жртви преми ги во Твојот свет над небесен, духовен и мисловен жртвеник, сега секогаш и во сите векови. Амин. Светиот пророк Илија, Ти ги принесуваме, Господи Боже наш, овие безкрвни жртви прими ги во Твојот свет над небесен, духовен и мисловен жртвеник, сега секогаш и во вечни векови. Амин.
во Твојот свет над небесем, духовен и мисловен жртвеник сега секогаш и во сите векови. Амин. Во слава и чест на светиот пророк Илија, Ти ги принесуваме, Господи Боже наш, овие безкрвни жртви, прими ги во Твојот свет над небесен, духовен и мисловен жртвеник, сега секогаш и во сите векови. Амин. Апостолом похвалом, мучеником радованием, иде проповед Троица едина Маја. Христос посреди нас, и ќе биде Христос посреди нас, и ќе биде Христос посреди нас. Сите моли требали да се пријават кај светите. Уште едно, сите моли требали. Па мислам дека 5 или 6 пат. Многу сум среќна, потекнем од овде. Секој да доживи вакво нешто. Прв пат, многу ми е мило, Господ Светилија денешен, на секого здравје, убавини, пресреќна е. Да. Не, повише пати, меѓутоа прв пат ми се паднува паричката. Возлюбени празниколюбци, денес со трепет и со духовна радост го прославуваме Илинден, големиот настан на нашата народна и црковна историја, денот кога го чествуваме споменот на светиот и славен пророк Илија, но и кога се сеќаваме на родолюбивата и храбра борба на нашите предци за слобода, правда и чест. Денешното празнување е длабоко врежено во спомените на нашиот слободолюбив народ, зашто Илинден не е само празнично одбележување, туку и сеќавање кое што преобразува, кое што не потсетува на богогодните дела на светиот пророк Илија, но и на славните линденци кои што не повикуваат нивната вера и верба, да останат да бидат наш пример и патогас. Светото писмо ни го посведочува пророкот Илија како исповедник на вечно живиот Бог многу векови пред Христа, одликувајќи се со исклучителна вера и чиститост, тој истапил против постапките на тогашните цар и царица кои отпаднале од вистинскиот Бог. Иако живеел во Стариот, светиот Илија се јавил и во Новиот Завет на гората Тавор, заедно со Мојсе за време на Христовото преображение. Возлюбени во Господа, пророкот Илија го прославуваме како боговидец и ревнител за Божјото Слово, како изобличител на беззаконите цареви и на лажните пророци. Таков бил свет Илија, чувар на Божјиот Завет. И денес во времења кога се подкопуваат моралните вредности ни светот и кога мнозина наметнуваат лажни верувања, светиот Илија нека ни биде пример за следба. Неговиот живот е сличен на историјата на македонскиот народ, кој е исполнет со страдања, но и со надеж, со порази, но и со воскреснувања. Храбрите линденски јунаци не се плашеле од оние кои можеле да го убијат телото. Инаку троен е Илинден во македонската историја. Првиот од 1903 година, кога македонскиот народ се кренал на востание, вториот Асномскиот Илинден од 1944 година го потврди правото на сопствена држава, третиот пак од 1991 година донесе независност на нашата држава, и иако само дел на македонската земја, конечно дочекавме слободна и независна држава. Возлюбени родолюбци, и ние, наследниците на славните линденци, се наоѓаме на историски крстопат, соочени со нови бури и премрежја, затоа и нашето поколение треба да го продолжи линденскиот подвиг и да го чува она кое што е стекнато со многу страдање и жртви. Како македонски народ, Илинден не повикува на покаяние и на враќање кон светите вредности, кон верата, правдата, честа и достоинството. Но само доколку сме честни, верни и воцрковени, ако се обединиме и се помириме како народ, ќе се одбраниме и ќе постоиме, трудејќи се да го запазиме единството на духот преку врските на мирот. Затоа, како библиски народ, секогаш се трудиме да останеме чета Божји исполнети со боголюбие, родолюбие и човеколюбие, да бидеме народ кој го памети го живее славниот Илинден, да ги негуваме илинденските идеали, зашто само така ќе ги сочуваме
како наследство јаме на зидните македонски поколенија, каде и да живееме ни светот како народ. Стефан, архиепископ Охридски македонски по милоста Божја, заедно со членовите на Светиот архиерейски синод, Петар, митрополит Преспанско-Пелагоницки, Наум, митрополит Струмички, Агат Ангел, митрополит Повардарски, Јован, митрополит Крушевско-Демир Хисарски, Методий, митрополит Америчко-Канадски, Пимен, митрополит Европски, Иларион, митрополит Брегалнички, Јосиф, митрополит Етовско-Гостиварски, Григорий, митрополит Кумановско-Соговски, Георгий, митрополит Дебарско-Кичевски, Никола, митрополит Австралиско-Новозеландски, Јоаким, епископ Делјадровско-Линденски, Марко, епископ Делчевско-Каменички. Нека за многу години бидете живи и здрави. Амин. Сејак Леон, скопска регистрација 8-9. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ги долговите наши, како што ги проштеваме и ние на нашите должници, и не воведувај во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твое царството, силата и славата на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го јадењето и пиењето на Твоите чеда, што се принесува во чести спомен на светиот пророк Илија. Ова јадење и пиење множи го во сиот православен свет, во нашата татковина во овој град и на секаде низ светот, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Нека за многу години, живи и здрави, среќни до вовечни. Амин. Амин. На здравје, Лучек. Амин. Добар си? Па што ми... Ајде луѓе, така се работи. За 900. Машала, маша. 1100, за 1100 иди чорапи ќе добиеш. Ајде тук има. Ајде, 1100 прв пат. Бројам брзо до 3. Втор пат, трет пат, 1100 продадено. 400 прв пат. Јас сум на бирза. 500 прв пат. Големуваме. Значи тоа големуваме, ставам, чурам иште нешто. 600 прв пат. Втор пат, брзо бројам. Трет пат, продадено. 600. Така оди бизнеса работам. Ајде за манастирот ова не е за нас. Нашата света куќа, нашето огниште, кога си бевме среќни, кога си растевме, и нашето дрво расте на старото стисно место, кај што се љубевме. И на една се ќе зрасте, и летото ќе се смири, тавал ќе засвири. Ај, за една судбина, оној што силно љуби, мора да губи, гоѓански безкрајно. Ајмо, куме! Чуј ги, куме, свирачите, што се слушат подалеку, со песнарина мераклиска, слава наша
vesela, con vesna divna, bela bliska, slava naša je najvesela. Zapom godine, ej more, kume zlate, one brano ti si pate, ej more, kume breke se to ti izgore. Ej more, kume zlate, one brano ti si pate, ej more, kume breke se to ti izgore. Ajde kume na većaka, daj Bože do godina oštedaš, ko će dobije sinane. Ajde kume da slavi me, bilo će dobije sinane. Ajde kume da se napijeme. Ej more, kume zlate, one brano ti si pate, ej more, kume breke se to ti izgore. Ej more, kume zlate, one brano ti si pate, ej more, kume breke se to ti izgore.